Почнуваат вестите на Канал 8. Добродојдовте. Привршуваат градежните работи на новото детско игралиште во трговскиот центар во Кочани. Се работи за инвестиција од буџетот на општината, а изградбата се комплетира пред планираниот рок од 3 месеци. Општина Кочани ја завршува реализацијата на проектот за изградба на детско игралиште во трговскиот центар, на што се чекаше извесен период, со оглед што дури по третиот јавен повик беше добиена соодветна понуда од заинтересираните изведувачи. Во текот на денот се поставуваат реквизитите, а новиот терен за детска игра ќе има гумена подлога, зеленило, бекатон патеки, урбана опрема и ќе биде осветлен со 4 парковски столба. Новиот терен за детска игра е на површина од 460 метри квадратни и се наоѓа во продолжение на плочникот на јужната страна од трговскиот центар. Со неговата изградба ќе се реши уште еден сегмент во уредувањето на најпрометниот простор во централното градско подрачје на Кочани. Трговскиот центар е петтата локација на која се изгради детско игралиште. Веќе се готови игралиштата во Градовци, на улицата 1 мај во Белското мало, во населбата Драчевик кај социјалните згради и малата инсталација спротив ветеринарната станица, каде ќе биде поставен и нов асфалтен слој на теренот пред стамбените згради. За жал, во рекордно време откако беше изградено, со вандалско однесување кон новите реквизити и урбаната опрема, беше оштетено детското игралиште во населбата Драчевик, поради што од општината упатија повик за посовесно и одговорно однесување на сите жители од стамбениот комплекс. Паралелно со детските, се уредуваат и повеќенаменските игралишта во Тракање, Градовци и Прибачево. Сите тие се градат со средства од буџетот на општина Кочани, а дополнително издвоени се и 3 милиони денари за реконструкција на другите игралишта во градот и во населените места, како и за целосна реконструкција на детското игралиште во населбата Бавчалук. Заврши изградбата на локалниот патен правец Капетанци-Балинци до планинските села во Виничко, Драгобраште и Грлани. За негова изградба и асфалтирање преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој се обезбедени 11,6 милиони денари, а општина Виница кофинансираше со 7,4 милиони денари. По неколку месечно одложување поради состојбата со COVID-19, локалниот пат до планинските мала Капетанци-Балинци конечно е завршен. Жителите на селата Драгобраште и Грлани сега имаат уште еден патен правец за побрзо и подобро сообраќајно поврзување. Градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров истакна дека истиот беше планиран да биде завршен пред неколку месеци, но поради епидемијата со COVID-19 градежните работи беа прекинати, а со поставувањето на новиот асфалтен слој деновиве беа комплетирани. Двете планински мала Капетанци и Балинци се наоѓаат во најруралниот дел и од општинскиот центар се оддалечени околу 20 километри. Овој патен правец е дел од општинската развојна програма и во оваа фаза беше пробиена и подготвена земјена траса во должина од 2 километри, пошто следуваше и асфалтирање на коловозот со широчина од 4 метри. Покрај тоа се изгради придружна инфраструктура за одвод на атмосферската вода, како и странични банкини со широчина од 75 сантиметри. Во втората фаза е планирано патот да се продолжи до планинското мало Витлари, со што ќе се овозможи поврзување на стариот пат за Делчево, истакна градоначалникот Димитров. За изградбата и асфалтирањето на овој патен правец преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој се обезбедени 11,6 милиони денари, а општината кофинансираше со 7,4 милиони денари од сопствениот буџет. Пресконференција одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани, а тема беше унапредувањето на состојбата во земјоделството. При тоа кандидатот за пратеник Миле Левков најави дел од новиот партиски концепт за мерките во земјоделската политика. Основна стратешка цел на политиките ќе биде зголемување на конкурентската способност на земјоделско-прехранбениот сектор. Ќе се обезбеди олеснување на пристапот на земјоделците до буџетските поддршки,
Буџетските подршки ќе изнесуваат 160 милиони евра годишно, а ќе се зголеми делот за инвестирање во земјоделството. Односно, ќе се зголемува процентот за рурален развој, во однос 100 милиони евра за директни плаќања и 60 милиони евра за рурален развој. Во рамки на Македонската банка за подршка на развојот ќе се воспостави посебен кредитен револвинг фонд наменет за кредити за обратни средства за мали и средни претпријатија кои вршат откуп на земјоделски производи за понатамошна преработка или за трговија. Овој инструмент ќе овозможи полесен пристап на откупувачите до капитал, со што ќе се гарантира исплата на земјоделските производители за предадената реколта во рок, односно период не подолг од 30 дена. ВМРО ДПМН по доаѓање на власт ќе вложува минимум по 20 милиона евра годишно во реконструкција на постоечките и изградба на нови системи за наводнување и водостопанска инфраструктура, а со цел земјоделците успешно да се справат со последиците од глобалното затоплување и климатските промени и да го зголемат земјоделското производство. Од 230 оздравени пациенти на ниво на држава во последните 24 часа, еден е од Кочани. Со вчерашните четворица, за 2 дена имаме 5 оздравени пациенти. Во Виница на COVID-19 позитивно е само едно лице. Еден пациент од Кочани оздравен во последните 24 часа, регистрира Институтот за јавно здравје. Со вчерашните четворица, Кочани има вкупно 5 оздравени лица од COVID-19 во последните 2 дена. Тоа значи дека во моментов активни на заразата се вкупно 17 лица од Кочани и еден од Виница, регистриран пред 2 дена. Во државата во последните 24 часа се направени 1794 тестирања, а регистрирани се 163 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 87, Куманово 7, Дебар 2, Штрип 10, Прилеп 3, Тетово 16, Струга 8, Гостивар 8, Свети Николе 9, Кичево 3, Ресен 5 и по еден во Охрид, Кавадарци, Демирхисар, Струмица и Кратово. Починати се 8 лица, 6 пациенти од Скопје, еден од Дебар и еден пациент од Тетово. Институтот за јавно здравје регистрира и 230 оздравени лица, од кои од Скопје 126, Куманово 31, Штип 11, Тетово 45, Велес 7, Свети Николе, Ресен и Неготино по 2 и Прилеп, Кавадарци, Гостивар и Кочани по еден оздравен пациент. До сега во земјата се направени вкупно 71.220 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 7406. Бројката на оздравени пациенти е 3554, на починати 359, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3493. Долги колони на граѓани пред банките заради подигнување на платежните картички кои ги додели државата заради пандемијата со COVID-19. Иако банките воведоа ред за земање на картичките и се работи со закажување, сепак доаѓаат и граѓани кои не се закажани и така се создаваат гужви. Гужви пред банките може да се забележи во последните неколку денови во сите градови од државата, па и во Кочани. Редици граѓани со часови стојат пред банките. Освен за подигнување плати, пензии, плаќање на сметки, социјална помош, дополнителни гужви се создаваат за подигнување на платежните картички, кои беа доделени на дел од граѓаните како подршка поради пандемијата со COVID-19. Граѓаните велат дека чекаат долго, но дека немаат друг избор освен да посетат експозитура. Но затоа пак ги почитуваат мерките за заштита од вирусот и носат маски. Од Македонската банкарска асоциација велат дека банките го почитуваат протоколот и колку можат воспоставуваат ред, но сепак е и на свеста на граѓаните.
Банките цело време превземаат активности за намалување на посетеноста на експозитурите и филијалите од страна на граѓаните со цел нивна заштита, но и заштита на нивните вработени. Гужвите настануваат од клиентите што немаат термин, а доаѓаат да се информираат за проектот Домашна платежна картичка, велат од Македонската банкарска асоциација. Од појавата на пандемијата, банките воведоа различен систем за исплата на социјална помош по азбучен ред, а исплатата на пензиите е на крајот на месецот. Доделувањето на платежните картички со државна помош банките го вршат со однапред закажен термин со клиентот. Инаку голем број од граѓаните кои добија, веќе и ги искористија платежните картички и купија домашни производи од маркетите, кои претходно ги одбележаа производите на рафтовите со назнаката «Купувам домашно». Следува информацијата од спортот. Фудбалерите на Осогово ги почнаа подготовките за новото првенство со тренинзи на стадионот Никола Мантов. Од клубот најавуваат и висински подготовки во Крушево, како и засилување на играчкиот кадар со нови фудбалери. И покрај специфичната состојба со корона кризата, фудбалерите на Осогово од пред неколку дена на градскиот стадион Никола Мантов ги почнаа подготовките за новата сезона во втората македонска фудбалска лига. Овој термин за отпочнување на подготовките е релативно во раната фаза со оглед што имаше голема пауза поради пандемијата со COVID-19. И оваа сезона стручниот штаб ќе го предводи Кирчо Георгиев, а ќе му помагаат Ангел Чоарсов и Ефтим Аксентиев, како и тренерот на голманите Горан Георгиев. Според информацијата од Осогово, на првата прозивка се појавиле 20 фудбалери кои ќе имаат редовни тренинзи. Предвидено е од 20 јули да се замине на висински подготовки во Крушево доколку дозволат условите поради здравствените заштитни мерки. Веќе се договорени неколку пријателски надпревари, во следниот период ќе биде прецизиран календарот за одигрување на контролните средби. Од клубот дополнуваат дека се обновени поголем дел од договорите со досегашните фудбалери, а ќе има и нови засилувања. Првото ново име во адресот на жолтосините за престојната сезона е 22-годишниот Илија Далчевски, кој доаѓа од екипата на Лабуништа. Станува збор за фудбалер кој игра на позицијата последен играч за врска, но е и централен дефанзивец. Иако млад, Далчевски зад себе има веќе 3 сезони сениорски стаж како првотимец во екипата на Лабуништа, која важи за една од најдобрите во западниот регион. Иста така, тој ги поминал и младинските школи на работничкиот Скопје. Се најавува дека во наредните денови Осогово ќе промовира уште неколку нови имиња. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.